Нова можност за збогатување на домашната библиотека со книга од непроценливо богатство. Беловиште и вратница низ историјата од 15 до 20 век е насловот на новата публикација од Душко Атанасовски, со чија помош идните генерации ќе ги одредуваат времињата на своите предци. Промовирана новата книга на авторот Душко Атанасовски под наслов Беловиште и вратница низ историјата 15-20 век. На вкупно 215 страници во 6 поглавја, авторот дава податоци за споменатите села, за нивните топоними, за бројот и потеклото на семејствата во нив, како и за причините за нивно емигрирање. Атанасовски во книгата подсетува и за истакнатите личности од османискиот период и појавата на процесот на исламизацијата во овој крај. Во книгата Беловиште и вратница низ историјата 15-20 век, според авторот може да се сретнат и интересни работи поврзани за полог, кој читателот не можел никаде на друго место да ги прочита. Цел е тоа да остави трага на идните генерации. Основно е тоа. Затоа што ја кога сум почнал да пишувам, најдов на големи тешкоти и немаше никакви податоци за овој крај. Па морав да тражам те вамо, оттамо и така натаму, најпосле до Српската академија на науки ми кажа немаме никакви податоци за тој крај. Тогаш ме упатија на професорот Јован Трифуновски, а он имаше своје дело тогаш, ова полог после испадна за печатање, на рецензија во Српската академија на науки, и он ме упати да вика имам ја вика во мојот текст за тие села, дури ми кажа вика вашите села се на пола нога секогаш да се селуваат. Секогаш тражат повеќе, знаеш. И така стана. Например, ја после освободување знам, Вратница имаш околу 1800 жители. Сега се околу 340, до 400 така. Тоа е еден нагли вака миграциони односи и така да имам, јас лично плашим дали ќе обстанат. Меѓутоа сепак ќе остане некој дел да остане до крај целото, да не се збрише. Па тоа е друго што е битно, низ истражувањето најдов на доста работи кои не беа познати на селаните. Така да сега више нема мегдан за нагаѓање дали ова било тоа, дали са со документирани материјали докажано е што е Мала Вратница, што е калето долу, до кога турците го користеле калето. Оваа книга заслужува да се најде во секоја домашна библиотека, најмногу поради идните генерации, кои многу малку би знаеле за своите корени ако не се објавеше ова дело, истакна нејзиниот промотор, професор доктор Драган Василевски. Според него, Беловиште и вратница низ историјата 15-20 век представува синтетизиран труд со море од податоци и сознанија добиени од макотрпните истражувања на Душко Атанасовски. Книгата, како што напомнав ја уште во рецензијата, е една синтеза на материјал собран од Шарпланинскиот подгор, посебно овој дел, од Подлјуботенскиот дел, представува значи една како да речеме една микс, така речено, на времето меѓу просторот и временската димензија во 15-16 век, 15-20 век. Што се однесува што може да се најде во таа книга? Во таа книга, кој што напомнав, тоа е море од податоци. Значи, секој ден кој што сака да си го најде коренот, така речено, собствениот корен во овој дел од Шарпланинскиот подгор, преку тие движења на миграциони движења што се говори низ историјата, може да се најде да чеме кој каде припаѓа. Значи, тоа значи да се најде стеблото свое, тоа што е на одреден начин една многу интересна работа, затоа што денешниот човек тешко се наваѓа на времето ако не му биде сервирано на едно место. Сега авторот успеа во тоа да ги собере тие документи, посебно од средината на прошлиот милениум до 20 век, да ги стави на една парче хартија, така речено, да секој еден кој што ќе сака, да се пример да го тој материјал даде и пошироко, да се надо да го користи, може да го користат и други интересентни или коментентни, така речено, кои сака да дојдат до сознание за овие селски насиби во овој подгор. Душко Атанасовски е роднокрајен писател кој пишува на теми од областа на историјата и етнологијата. До сега има објавено 7 книги.